Назад сме во студиото, почитувани гледачи, кратката пауза беше додека нашиот гостин, политичкиот аналитичар Оливер Андонов влезе во студиото. Добар ден, господин Андонов, ви благодарам што одвоивте дел од вашето време. Добро вечер, ви благодарам на поканата, после еден извесен период е повторно на ТВ Нова. Во нова улога заврши вашиот мандат во техничката влада која ги споведуваше изборите. Сега можеме повторно да ве употребуваме, да ве користиме како политички аналитичар. Денеска најжешко прашање, не само денеска, очигледно ќе биде така до 29 јануари, е новиот развој на настаните. Демократската унија за интеграција упати ултимативни барања да се продолжи мандатот на СЈО. Тоа е камен на сопнување кој очигледно тешко ќе биде надминат со оглед на ставовите и на ВМРО ДПМН и на лидерот Никола Груевски, кој ги соопшти уште во интервјуто за Дневник, и се разбира тоа е прашањето за двојазичноста која и понатаму од ДУИ ја поставуваат како услов, а практично влезе и во така наречената платформа. Првично, каков е вашиот впечаток, во која насока се движиме? Значи, мора да кажам дека не сакам да ја разгледувам платформата, треба една поопсежна и подолга анализа да се направи, односно цела една емисија за анализа на платформата и целите кои сакаат да се постигнат на тој начин. Ќе се задржиме на двете прашања кои ги поставивте, кои исто така имаат врска со платформата. Мислам дека е многу јасно, специјалното јавно обвинителство е алатка која понаредба работи некои работи кои треба да предизвикаат политички ефект, а не правен ефект. Има најмалку врска со правото. Јасно е дека е под директна контрола на Заев и дека Заев врши притисок врз, односно го раководи посредно специјалното јавно обвинителство, и дека барањето на ДУИ е сосема непримерно пред се затоа што на еден, така да кажам, договор, состанок на 4 најголеми политички партии во Македонија пред изборите беше утврден мандатот на специјалното јавно обвинителство. Да сакаше специјалното јавно обвинителство да работи по закон и да имаше докази за тоа што сакаше да го работи, за што се обидува сега да го работи, имаше сосема доволно време и уште следниве 6 месеци, колку му остануваат, неполни 6 месеци, има сосема доволно време да си ги заврши своите активности, а не да бара продолжување. Така што судејки по онаа што го даде ВМРО ДПМН и како проглас, и председателот на ВМРО ДПМН господин Груевски што го даде како изјава односно во своите интервјуа, мислам дека нема простор и нема да има продолжување на мандатот на специјалното јавно обвинителство, и тука е отприлика завршена работата. Вториот аспект кој го гледаме, тоа е двојазичноста на целата територија на Македонија, исто така е апсолвирана работа. Не постои можност за двојазичност на целата територија на Република Македонија. Она што предвидува законот за јазиците, употребата на јазиците на етничките малцинства во Македонија, во општините каде што се во поголем број, односно она што е досега предвидено за употреба во парламентот. И отприлика тука завршуваат сите, нели, активности по прашањето на двојазичност и прашањето на СЈО. Околу двојазичноста веројатно ќе постои простор за некои, така да кажеме, мали порамнувања некаде каде што е нешто испуштено или се смета дека ќе донесе до квалитативно подобрување. Да, говорат сега за рамноправна употреба на службениот албански јазик. Тој уште со рамковниот договор и промените на уставот е предвиден како втор службен јазик во но таму каде што во локалната самоуправа албанците се мнозинство и таму не се зборува за албанскиот јазик, таму се зборува за јазикот на малцинството кое надминува 25% од населението. Ние имаме еден попис кој многу одамна беше, тоа е, значи, пописот од 2003 година, 2002-2003 така беше, каде што албанците на тој попис излегува 25,17% под некои други услови, под некој друг мониторинг и притисок. Јас би советувал вака експертски да одиме на варијанта да направиме еден попис па да видиме кој колку е во Македонија, да се преброиме, бидејќи не може да се прават весели математики по прашање на бројот на население во Македонија и неговата етничка припадност. Да го завршиме ова прашање, се повикуваат од ДУИ денеска во нивното соопштение кое го дадоа како реакција на ВМРО ДПМН, велат, се повикуваат дека ова употребата на албанскиот јазик е во согласност со Охридскиот договор и уставот, односно со македонскиот јазик го прави општеството посилно, пообединето, постабилно, закружувајќи ги на тој нормативните обврски од Охридскиот мировен договор. Очигледно и 15 години од како беше потпишан договорот, ДУИ понатаму смета дека има работи од
него кои треба да се завршуваат. Можеме или да се согласиме со ваква констатација? Значи, јас не сметам дека Охридскиот рамковен договор е приказката која ние и по 15 години треба упорно да ја тркаламе, и тоа е истрошена политичка матрица, бидејќи тогашната улога на Охридскиот рамковен договор беше деескалација на ескалираниот етнополитички конфликтен процес. И тука завршија сите работи. Се направија уставни амандмани, уставните измени со амандманите на уставот, се направи се она што требаше околу правата на етничките малцинства, бидејќи тука не беше тоа ставено нити во ранковниот договор дека се однесува исклучиво на албанската етничка заедница, каде се останатите етнички заедници во Македонија кои не се мнозинство, значи малцинствата во Македонија, така што се буквално се истрошија најголемиот дел од прашањата кои требаше да се изрегулираат. Останаа можеби некои технички прашања по прашање на рамноправната застапеност во некој од институциите на системот, но има еден суштински проблем кој упорно се обидуваат да ни го наметнат, и по тоа сме уникатна држава во Европа, а тоа е дека во Македонија упорно се инсистира на колективните малцински права. Никаде не се инсистира на поединечните човекови права, и кога веќе го задираме овој дел, ќе кажам уште една реченица која сметам дека е многу значајна граѓаните да ја примат како информација, а тоа е: дури и опозицијата, дури и Заев, во целата своја небулозност на тврдењата кои ги нудеше и ги ставаше на маса сосема непотребно, не успеа да разбере дека суверенитетот на Република Македонија произлегува од нејзините граѓани. Од секого од нас поединечно произлегува суверенитетот. По самото тоа, нема потреба од уставни промени во кои ќе се зајакнуваат колективните права. Сега, ако зборуваме за јазикот, јазикот ја го обележува карактерот на државата, го обележува составот на државата, го обележува културата, обележува историската традиција во државата, односно тоа е еден од основните столбови на државноста. Кажете ми некоја држава во Европа во која не треба да го зборуваш јазикот на мнозинството, а да можеш да добиеш работа или да работиш во државна служба. Такво нешто не постои. Мислам дека тука е Дуи ќе ретерира, предпоставувам и очекувам да ретерира, а што се однесува до нивната последна сугестија која во медиумите ја слушнав, а тоа е евроатлантската интеграција на Македонија, очто нема да одстапат. Да, го слушнувам и денешниот став на грчкиот председател, дека додека него сменим името не може напред. Значи тоа е многу јасно. Очекувано беше ова за двојазичноста, очекувано беше да се најде во еден од условите за составување на владата и веројатно да се преговара. Рековте, доколку има простор да се види некаде да се унапреди таа употреба, да се унапреди, доколку нема. Она што изненадува е барањето на Дуи сега да се продолжи мандатот на специјалното јавно обвинителство. Ова практично излегува надвор од границите и со така наречената албанска платформа. Таму се говореше за специјалното јавно обвинителство да работи непристрасно, а никаде не се говореше за тоа да се продолжи мандатот. Ова отвара сомнежи во јавноста дека можеби некој намерно се предпоставува дека некакви странски фактори, може некои амбасадори да влијаеле на Дуи, да го постават ова прашање Значи, до тоа ниво да е крената топката, за да не може на никаков начин да се состави влада. Едно од предпоставките стои дека е влијание од надвор, односно се става Дуи во улога да одработи некои туги интереси, односно во еден пакет да протне и нешто што нема врска ни со нивните национални, условно кажано, етнички интереси на албанците во Македонија, ниту има врска со нормалното правно функционирање на македонската држава, бидејќи зборуваме за, според мене, едно антиуставно тело државно кое е формирано спротивно на уставот, специјалното јавно обвинителство, и тоа е една тема. Што мислите, зошто на друг начин треба да се. Мислам дека токму тоа сакав да го одговорам сега, мислам дека самото СЈО е ставено во еден поширок пакет на преговори. И ќе биде, условно кажано, тоа се нарекува чипови и чопови во преговорите, и ќе биде во улога на некој чип кој ќе треба, еве, ние ова ќе попуштиме за вие ова да попуштите во некоја таква работа. Мислам дека таа работа нема да успее кај Дуи,
пред се затоа што ВМРО ДПМН денеска излезе, иако го најавуваше тоа председателот на ВМРО ДПМН во неколку интервјуа, денеска дефинитивно излезе со прогласот соопштението дека нема разговори за специјалното јавно обвинителство и завршена е таа работа. Господин Андонов, интересно е што во целиот овој случај опозицијата, односно СДСМ, молчи и по објавувањето на така наречената албанска платформа, и сега откако ДУИ ги постави овие предуслови за составување на влада, од СДСМ не се произнесуваат, не соопштуваат каков е нивниот став. Ова околу СЈО можеме да претпоставиме дека ќе се согласат, останува да кажат каков е нивниот став за двојазичност, со оглед на тоа што различни сигнали праќаат со изјавите на Заев, па потоа во одредени соопштенија ретерира. Па веројатно, што мислите, на што се должи и што чека опозицијата? Веројатно опозицијата е еден продолжен празничен одмор, тоа им е веќе усталена приказна, единствено кога нема празници, тогаш и кога се потикнати од надвор, со ситни споредни прашања коментира, но тоа е една матрица на однесување кај Социјалдемократскиот сојуз и тоа не е изненадувачки. Очекувам дека ќе преземаат, можно и да се обидат да прават повторно некои шарени револуции по прашање на специјалното јавно обвинителство, инсистирање за продолжување на неговиот мандат и така натаму, бидејќи многу е јасна работата. Специјалното јавно обвинителство е алатка за политичка манипулација во рацете на опозицијата, раководено од Заев, сугерирано од Заев кога, како, што да превзема, и се употребува како, така да кажем, еден стап со кој ќе се удира ВМРО ДПМН, односно ќе се држи јавноста во тензија, без било какви докази, без било што конкретно. Можно ли да се продолжи мандатот на СЈО во било која варијанта со оглед на ставот на ВМРО ДПМН? Поголем дел од експертите тврдат дека во ваква ситуација, со оглед на тоа што таа институција, тоа тело изникна од пржинскиот процес и во договор на 4 партии, дека практично без согласност на сите 4 и двотретинско мнозинство, во ниедна варијанта, без разлика дали е ВМРО на власт или опозиција, дека не може да се продолжи. Тоа е точно и дури и обидот за продолжување на мандатот на СЈО без ВМРО е невозможна мисија. Имајќи го предвид соопштението на ВМРО, имајќи го предвид тоа каква политика ВМРО спроведува и јавно декларира, не можеме да очекуваме такво нешто. И според мене, поверојатно може да биде и доколку не се формира влада ВМРО да не оди во опозиција, може ќе треба да имаме повторно предвремени избори. Може би и тоа е решението, затоа што некои работи по 11 декември станаа многу појасни во државата, кој за кого работи, за што работи и така натаму, и граѓаните имаа прилика да ја видат реалноста на дел. Сето онаа што Заев им го кажуваше, што ВМРО ДПМН го појаснуваше дека ќе се случи така, сега го имаат како реален модел присутен во Македонија, во општеството, како една опасност, како еден дамоклов меч кој виси над суверенитетот над Македонија и над нашата државност. И мислам дека никој во ВМРО ДПМН нема да има таква перцепција да се осуди да тргне против сопствената држава и сопствениот народ. Барем досега тоа што можевме да го видиме од она што го правеше ВМРО ДПМН, немаме такви сигнали од никого, ниту еден функционер, ни партиски, ни државен од ВМРО ДПМН не постави таква приказна. Господин Андонов, ви благодарам што дојдовте и што бевте дел од денешните 120 минути. Очигледно ќе почекаме до 29 да видиме како ќе се развива ситуацијата, но најверојатно нема да заврши до 29. Па тоа ќе видиме нели како ќе се одвива, можеби ќе се ретерираат во ставовите ДУИ, па ќе имаме некоја можност да се формира влада. Можеби ќе одиме на предвремени избори, ќе видиме што ќе се случува, но како и да е, мислам дека ова што ВМРО ДПМН го декларираше ќе си стои на зборот и нема да попушти од тој став. А јас вам ви благодарам за поканата и ќе се гледаме почесто, се надевам. Секако, ви благодарам уште еднаш.